Така наречениот синдром на полицистични јајници е зачестена појава кај младите. Секое временско одложување на првата менструација, кое, како што тврди нашиот соговорник, специјалистот гинеколог Бисера Стојменова, треба да се јави во 12-та или 13-та година од животот, но со пролонгирање до 16-та. Но секоја година понатаму е знак за присуство на оваа болест, како на пример потоа појава на влакненца, типични кај машките делови, бекенбарди, брада, особено косматите делови кај мажи што се појавуваат, аксили, пубичните влакненца, тогаш може да се посомневаме поголема косматост дека се работи за овој синдром. Исто така, овие млади девојки или жени се со прекумерена телесна тежина. Каков совет даваат лекарите кон младите жени, доколку се посомневаат дека боледуваат од синдромот на полицистични јајници? Намалување на телесна тежина, менување на план за исхрана, вежби на повеќе мускулни групи поради појава на хиперинсулинемија која овие жени, кога тие ќе вежбаат повеќе мускулни групи, се ствара хипоинсулинемија, се намалува инсулинот. После ова се дава рок од 1 до 3 месеци намалување на телесна тежина и вежбање, се даваат хормонални супресори. По ова следува хируршкиот зафат познат како лапароскопска електрокоагулација. На овој начин, тврди нашиот соговорник, а согласно најновите научни студии, ќе се создаде овулација што е меѓу првите чекори за успешно забременување.